Гинеколошките карциноми според бројот на регистрирани пациенти се едни од најчестите карциноми кои се јавуваат кај жената, веднаш зад карциномот на бели дробови, дојка и дебело црево. Постојат 4 главни видови гинеколошки карциноми: ендометријален карцином, карцином на јајчници, на грло на матка и на вулва. Гинеколошките карциноми се на второ место, за жал на второ место, по зачестеноста веднаш после карциномот на дојка кај жените. Меѓутоа, за разлика од карциномот на дојка, гинеколошките карциноми, поточно карциномот на грлото на матката, поточно може да се открива во многу рани фази, во многу рани стадиуми, кога е можно, кога е можен третман и комплетно излекување, за разлика од карциномот на дојка и останатите карциноми, кај кои не постојат така наречени скрининг тестови или методи со кои што може рано да се откријат, во рани стадиуми да се откријат карциномите, останатите карциноми. Кога ќе се јават симптомите, тогаш болеста е во понапредна фаза. Најчести симптоми се контактно крварење, крварење при сексуален однос, понатаму интерменструално крварење, ова контактно крварење симптом кој што се јавува кај карциномот на грлото на матката, понатаму крварења кои што се јавуваат помеѓу два менструални циклуса или пак во менопауза, специфика за ендометријалниот карцином, односно карциномот на телото на матката, а јајникот, ви кажа, веќе за жал не дава никакви симптоми, тој се открива на случаен преглед или пак на редовен преглед, што е подобра варијанта од сето ова. Гинеколошките карциноми можеме да ги третираме конзервативно, но можеме да ги третираме и хируршки, вели доктор Сарџовски. Во зависност од неколку параметри се прави проценка за каков тип на карцином се работи и во кој стадиум е. Постојат и критериуми врз основа на кој се прави и прогноза што е најдобро за пациентката. Кај пациентки кај кои што имаме диагностика која што ни укажува на тоа дека е операбилно, дека хируршкиот третман за нив ќе биде најсоодветен. Тоа се карциномот на вулвата и на вагината во првите два стадиуми, понатаму карциномот на грлото на матката исто, и на телото и на јајниците. Сите зависи од степенот на расширеност и од типот на туморот. Доколку за жал ги откриваме некој ниво понапредна фаза, доколку хируршки не е возможно да се интервенира, тогаш препорачуваме конзервативна терапија, ги праќаме на онколог, каде што се подвргнуваат на хеморадиотерапија, па доколку настане регресија или подобрување на состојбата во втор акт, може да се оди со хируршка интервенција. Најважно се е раната диагностика, каде што можеме да ги излекуваме пациентките, да не речам со 100%, сигурно во медицината нема 100% тоа да бидеме на чисто, меѓутоа во голем процент пациентките доколку се диагностицираат во првите стадиуми на болеста, кај нив можеме да интервенираме и само хируршкиот третман во тој случај, во некој, мислам, доколку се открие рано, е сосема доволен за да биде комплетно излекувана пациентката. Нема правило кога ќе се јави оваа болест. Ако порано беа критични над 40-та година, сега има и помлади пациенти. Пред 15 на 20 години карцином кај пациентки под 40 години на грло на матка не сме барале. Меѓутоа денес таа граница за жал е многу спуштена, така да оперираме пациентки и под 30 години, да не кажем и под 25, нема апсолутно правило. Кога ќе се јави, така да она што најважно е да го запоменат пациентките е да редовно посетуваат гинеколог, редовно се прават контролите. Тоа е она кое што ќе им овозможи на некој начин навреме и нив и на нам, навреме да го диагностицираме промената, туморот, карциномот и навреме да реагираме.
За разлика од западните земји, во Македонија, според доктор Сарджовски, здравствената култура не е на високо ниво во однос на превенцијата. Тој со совет, редовните гинеколошки и ултразвучни прегледи и ПАП тестот еднаш годишно се најдобра превенција, бидејќи со откривање во рана фаза поголема е можноста за излекување.